Многу ни интересен муабетот и ќе се навратиме, ама се должиме од прегирен недовршен муабет. Почнавме да го демистифицираме актерот или актерската професија. Да. Што тоа значи, со што актерот се бави, што актерот негува, пошто постојат одредени стереотипи за актерите, нели, они се боемџи, некои фраери кои многу добро имитираат, кажуваат вицови. И тоа, но ајде да отидеме малце во позадина, пошто има многу што не е тоа. Тука има многу повеќе. Јас можам да зборувам од аспект на синоличка актер. Секако. Не можам да зборувам од друг аспект. И тоа што јас го имам како искуство, како што реков прегеска, од животот мој личен ги црпам сите мои искуства актерски. Не е едноставно денеска да ја оставиш синоличка на страна, ама да не ја заборавиш, да ја користиш како мотор и како бензин за ликот што го работиш. Сметам дека еден актер прво треба да ги негува сите своји инструменти. Треба да е посветен на својот глас, на својот ум, на својот физички изглед. Тоа се 3 работи. Тоа не зачека секој ден треба да говори гласно и да вежба. Напротив, нема ништо посилно од човек што може точно да ја артикулира својата мисла. Тоа е најсилното оружје што постои во свет. Јас сметам дека акторот треба да чита, треба да чита. Треба да чита книги од филозофија, од психологија, од наука, треба да чита сценарија, драми, радиодрами, раскази, новели, што и да е. Значи, треба да чита интензивно и долго, затоа што тоа е еден вид гимнастика и можност за артикулација на мислата и за природност. Затоа што утре од тебе се бара, тоа е одржување на актерскиот столб. Тоа е нешто што нема врска, јас малце ке пијам, па ке јадам, па ке па ке дувам, па после и имам представа или ке работам представа. Не, тоа е живот. Значи, тоа е живот. Така јас го разбирам актерството. Денеска многу луѓе не го разбираат така актерството и гледаме актери чии гласови брзо пукаат, актери кои брзо стареат, ги смалуваат своите граници за можност за играње на возрастни улоги. Значи, супер девојче, убаво, си велам, леле, ова може во граница, вака како ќе го видиш, да одигра од 16, јас сум играла на 23 години, 16 годишни девојчиња. И, нели, кој ќе заправа муабет и гласчето ми е таква, девојче како излезе еден глас, затоа што пуши, затоа што не го негува, затоа што не може да се изрази, не може да се артикулира. И се дига границата. Така. И преминува сосема друга. Зборувам за филмска глума. Посебно за филмот, каде што е бара таа веристичност, за разлика од театарот. Да. Во филм... Да, може да игра млада вештерка, например. Така е, во театар може и 18 годишна актерка да игра 50 годишна или 60. Ама филмот тоа не го трпи. Филмот бара веристичност.